Почитувани новинари, почитувани граѓани, денешната пресконференција е посветена на злоупотребата на дел од стечајците од страна на Социјалдемократскиот сојуз и би сакале да дадеме неколку коментари во таа насока. Прво, Социјалдемократскиот сојуз за време на своето владење во Република Македонија затвори 684 фабрики и предпријатија. Остави над 200.000 луѓе кои беа жртви на оваа погрешна приватизација. Голем дел од нив се уште ја носат маката на стечајниот работник. Република Македонија, Собранието на Република Македонија, владата на Република Македонија во изминативе неколку години со повеќе мерки и со добра политичка волја се обидува да го реши овој создаден проблем. Носиме проактивни мерки и во рамките на економијата, и во рамките на финансиите, и во рамките на социјалната поддршка, за да може да се изнајде целосно и достојно решение за проблемот на стечајците кои што беа создадени во времето на СДСМ. Првиот успешен, според мене, и сериозен обид беше направен во 2008 година, кога Собранието донесе закон со кој што се опфаќа стечајците од оние фабрики и предпријатија кои што биле во доминантна државна сопственост, а заминале во стечај пред 2004 година. Со овој закон, кој што беше изгласан во Собранието, сметаме дека се донесе една конкретна и опиплива мерка. Дополнително, но многу значајно, владата на Република Македонија во изминативе неколку години се обиде и да ги ублажи тие катастрофални последици од проблемот на стечајците и беа превземани и повеќе активни мерки за вработување на лица постари од 45 години, со што беа опфатени поголем дел од оваа популација. Кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт, забележуваме дека се создаваат проблеми. Проблемот со стечајците е создаден во времето на СДСМ. Кога ВМРО ДПМН е на власт, се обидуваме да најдеме решенија. Дел од тие решенија се двата закони во 2008 година и законот кој што го донесовме пред неколку недели во Собранието на Република Македонија. Овие законски решенија, некој може да каже дека не се совршени, но сепак се конкретна мерка, опиплива мерка, преку која ќе се опфати и ќе се ублажи проблемот на голем број стечајни работници кои што настрадаа во погрешната приватизација. Кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт, имаме затворање на фабрики, ликвидации и стечај. Кога ВМРО ДПМН е дел од владата на Република Македонија или ја предводи истата, тогаш имаме отварање на фабрики и привлекување на странски инвеститори. Тоа е голема разлика и во начинот на работа, и во чувствителноста за проблемите кои што ги создал некој друг. ВМРО ДПМН ќе продолжи и понатаму со целосна политичка волја да ги решава проблемите кои што се создадени во времето на СДСМ. СДСМ со вчерашниот режиран протест се обиде да ги злоупотреби стечајците и дел од нивните симпатизери и членови за тесно партиски цели. СДСМ со видни личности од нивното раководство, особено со членови од општинските организации на СДСМ во Струмица и во Куманово, се обиде да ја политизира маката на овие луѓе, кои што во владата очекуваат и гледаат надеж за конкретни решенија. Ние не знаеме дали првиот разузнавач на СДСМ, господинот Кире Наумов, бил присутен на протестот за да го организира, за да го координира или да дава нападствија како треба да се протестира, но тоа што знаеме е дека ниту Кире Наумов е стечаен работник, ниту Радмила Шеќеринска е средна класа. Тие имаат друг статус, а тој статус, ако сакаат да го искажат, би било по-фер кога протестираат да застанат во првите редови. ВМРО ДПМН нема проблеми со било какви протести, организирани на мирен, демократски, транспарентен начин, но не се согласуваме и нема да дозволиме тоа што еден дел од раководството на СДСМ се обидува да создаде преку вакви режирани протести одредена дестабилизација на државата, копирајќи некакво босанско или украинско сценарио. Дестабилизацијата на Република Македонија не одговара никому, затоа што никој нема да има корист од такви состојби. Она што исто би сакал да го додадам
е дека логистичката организација на овој протест беше овозможена од две добростоечки фирми кои што често соработуваат со општина Струмица и со општина Куманово. Имено станува збор за фирмата Струмица Експрес, која што од општина Струмица во последниве неколку години има добиено 3 милиони евра преку склучени 10 или повеќе тендери. И втората фирма е фирмата Оли Травел, која што е од Куманово, и во последниве неколку години добила 20 тендери од градоначалникот на Куманово во износ од околу 2 милиони евра. Дали овие тендери се законски, дали овие фирми одговориле на услугите кои што требало да ги извршат, не навлегуваме во тоа, но не е чесно ваквите стопански субјекти да се инволвираат во дневно-политички манипулации на сметка на маката на една категорија на граѓани за кои што се обидуваме да најдеме решение. Ги повикуваме представниците од Социјалдемократскиот сојуз да понудат решенија, а не да ги злоупотребуваат стечајците како од нив создаден проблем. ВМРО ДПМН и во 2008 година и во 2014 година два пати донесе закон за стечајците со кој што очекуваме дека голем број од овие луѓе ќе добијат достоен приход за нивниот живот и за нивната издршка. Благодарам.